Со нас и градоначалникот на општина Илинден, Александар Георгиевски. Се надевам дека уживате. Меѓутоа, пред се јас да ви кажам благодарам што возможувате спортот да се развива во оваа општина. Ваши гледишта на почетокот на турнирот на овој втор меѓународен Илинден фудбалски куп. Најпрво ви благодарам за интервјуа, ви благодарам за вашето присуство. Мене ми е голема чест и сатисфакција што токму општина Илинден е домаќин на овој меѓународен фудбалски турнир Илинден куп 2024. Веќе втора година го организираме. Главен организатор е фудбалската школа Гроздановски, а општината Илинден е генерален покровител. Најпрви да ви искористам приликата да се заблагодарам на нив како фудбалска школа за нивната посветеност, на нивната организација и што е добар партнер во организација на вакви настани, каде што потикнуваме еден спортски дух кај младите, потикнуваме соживот, потикнуваме каде што спортот го ставаме на повисок пиедестал, за да може да им прикажеме особено на овие генерации млади деца дека треба да изберат прав и здрав живот понатаму во животот нивни, да, позитивен животен правец. Општина Илинден е тука да го помогне сето тоа. Овие терени што денеска се користат се одржуваат од нас општината, поточно јавното комунално претпријатие Илинден. Ги гледате во една изворедна состојба се, тоа е една наша посветеност да можеме ова да го организираме, да можеме да пружиме што подобри услови за да може да се организира и реализира еден ваков меѓународен турнир. Кој е поттикот да општина Илинден толку го подпомага и не подпомага, него го помага и има сенс и слух за спортот без разлика од каде доаѓаат спортистите, бидејќи веќе Илинден вади спортисти континуирано цело време во сите спортови. Така. Како што спомнавте, Илинден е расадник на спортисти и спортски таленти и тоа сме го докажале во многу спортови, не е само фудбалот. И ние сакаме да бидеме препознаени по тоа и затоа изминатиот период, уште кога дојдов како градоначалник, ветив дека Илинден ќе прераснува се повеќе во една општина каде што спортот ќе биде препознаен и ќе има централно место. За таа цел само изминативе 3 години се направени многу спортски терени, се рехабилитирани нови спортски терени, паралелно градиме нови спортски терени, зборам и за мал фудбал, и за голем фудбал, и за другите спортови, кошаркарски терени, ракометни терени, направивме се атлетска патека, така да во сите можни спортови вложуваме, даваме субвенции за индивидуални спортисти, ги помагаме спортските клубови, фудбалските клубови во нашата општина, даваме субвенции за овие школи да можат да ги користат овие терени по многу прилагодливи услови, така да нашиот фокус и нашата цел е да се задржиме кон тоа, да го помагаме спортот, да спортот стане препознатлив во општина Илинден. Имам уште едно прашање со оглед дека овој турнир очигледно расте, иако е второ издание, тоа се виде по првото издание. Предпоставувам дека може секоја година ќе ви биде предизвик да што повеќе, знам дека сте генерален покровител и сето тоа, меѓутоа што повеќе и доаѓаат се посилни и посилни екипи, колку сте вие и задоволни од сето тоа и се надевам дека секоја година ќе биде уште поуспешна. За нас е чест што многу екипи присуствуваат, што е оваа година над 170 екипи, тоа е 50 и повеќе клубови, од 10 земји се веќе присутни. Оваа година имаме за разлика од лани проширување на уште еден терен се играат мечевите, а еве до година здравје Боже, моментално градиме мини стадион тука во Илинден на вештачка трева со највисоки УЕФА и ФИФА стандарди во соработка со ФФМ. Тој терен ќе биде готов за до година и се надевам дека и како четврти терен ќе го ставиме во функција дека ќе биде централен терен, така да што повеќе екипи, уште повеќе нашиот потенцијал за одржување на овој турнир ќе биде уште поголем. Така да се надевам дека оваа година ќе пораснеме повеќе од минатата година, наредната година ќе биде круна на сите овие 3 години. Ви благодарам на одвоеното време и се гледаме во некоја наредна прилика повторно да разговараме прилично за спортските теми. Ви благодарам и добродојдени сте секогаш во општина Илинден. Ви благодарам.